Се наоѓаме во основното училиште Наум Нумовски Борче во населба Маџари, општина Газибаба, каде утринава во 7 часот навреме се отворија избирачките места. Во општина Газибаба се гласа на 92 избирачки места, а со нас утринава имаме господја Лидија Таневска-Јадровска, председателка на Општинската изборна комисија на гласачкото место 2518. Добро утро, добро дојдовте во вестите на 24. Кажете ми, како започна утрово изборниот ден? Добро утро. Денеска, на овој свечен изборен ден, све започна во одличен ред. На време беа дојдени јас како председател, мојот заменик член и сите членови на нашиот избирачки одбор. Обврските ги поделивме согласно упатствата и обуките кои претходно ги посетивме, материјалите си ги поделивме, секој согласно задолженијата. Го стартувавме апаратот на УБИК, немаше никаков проблем кај нас. Гласањето започна токму на време во 7 и некоја минута. Веќе имаме гласачи, имаме никаков проблем. Значи и апаратот на УБИК во нашата изборна единица функционира одлично. Дали има наблюдувачи тука и од каде? Да, во нашиот изборен одбор утрово имаме двајца наблюдувачи како представници на носители на гласачки листи и од партија. Очекувате ли излезаност на денот на изборите и како очекувате да заврши денот? Се уште е рано, само што почна изборите, нема ни цел час поминато, но сепак можам да кажам дека веќе имаме поминато одреден број на гласачи утрото кај нас, а и она што го гледаме во другите училници. Ви благодарам многу. Така, како што спомна и председателката, утрово можеше се забележи уште во 7 часот како доаѓаат граѓани да го исполнат своето гласачко право и предлагам сега во продолжение да погледнеме анкетата која направивме со граѓаните. Во ред помина, добро беше. Очекувам мирни избори. Се помина во најдобар ред, брзо беше и новината Pink Finger работеше одлично. И го стваривме своето право на глас. Фер, само тоа, ништо друго. Фер избори. Мислам дека ќе биде добро, фер. Така дојдовме порано да гласаме, пошто патуваме и така. Се беше во најдобар ред? Да, супер беше, сите беа коректни и фер. Гласавме, подпишавме, тоа е тоа, нека победи и најдобриот. Така, значи, ова се 7 локални избори во земјава, каде граѓаните гласаат за градоначалници и советници во 80 општини и град Скопје. Граѓаните бираат за меѓу 299 кандидати за градоначалник и 572 кандидатски листи за членови на општините со вкупно 10.532 кандидати. Право на глас во земјава имаат 1.824.864 граѓани, што е досега најголема бројка на гласачи. За прв пат на овие избори гласачите гласаат со уред за биометриска идентификација на гласовите и вкупно има во земјава донесено 4.000 терминали од фирмата Дермолог. Избирачките места се отворија утрово во 7 часот, а ќе бидат затворени во 19 часот, пошто ќе се пребројуваат гласовите на гласачите. Вчера гласаа болните, изнемоштените, лицата во самоизолација поради COVID-19 и гласачите од казнено-поправните установи и според Државната изборна комисија гласањето помина во најдобар ред, каде гласале 10.653 гласачи. Ова се инаку втори избори во земјава кои се одржуваат во услови на пандемија и сите учесници во процесот мора да се задржуваат на мерките за заштита, односно на носење заштитна маска, држање дистанца и дезинфекција при влез и излез од гласачките места. За сега ова се информациите од тука, се вклучуваме подоцна во 10 часот за повеќе информации.